Со цел да се развие спортот кај младите и да се стимулираат помладите генерации слободното време повеќе да го користат за спорт и спортски активности, Агенцијата за млади и спорт во соработка со општина Кочани и основните училишта денеска организираше едукативно забавен настан преку кој беше презентиран проектот Спортот и семејните вредности, на кој учениците се надпреваруваа во неколку спортски дисциплини. Настанот се одржа во спортската сала на основното училиште Никола Карев, а на истиот присуствуваше и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, кој го прогласи настанот за отворен. Основната цел на проектот е да ги стимулира дечињата, младите луѓе, што е можно повеќе време да поминуваат надвор, на спортските терени, на спортските борилишта, преку рекреативно и професионално спортување, но истовремено да ги мотивираме нивните родители да поминуваат што е можно повеќе време со нивните деца, со нивните семејства. Во животот ни се даваат многу улоги, меѓутоа според мене најважната и најбитната улога на секој човек е улогата во неговото семејство. Овие две улоги заедно со спортската улога, со остварувањето на спортските резултати придонесуваат за создавање на една психофизички здрава младина која што ќе биде оттргната од поруците на модерното живење, но истовремено спортот има мог да ги обединува луѓето, да ги учи дека нема кус пат до успехот, бидејќи за да се биде успешен на било кое поле, особено во спортот, неопходно е многу упорност, волја, трпение, посветеност и работа, и секако во таа насока во ова динамично време на живење кога постои се поголема оттуѓеност во самите семејства, преку вакви иницијативи и реализација на вакви проекти се обидуваме да ги мотивираме, да ги стимулираме луѓето, семејствата да поминуваат што е можно повеќе време во рамките на семејството, но истовремено тоа да го прават преку разни неформални дружби и секако преку спортска активност. Градоначалникот Радко Димитровски изрази благодарност до агенцијата и истакна дека радува фактот затоа што во Кочани се подобруваат условите за реализирање на спортски активности, се градат спортски сали, а се зголемува и бројот на часови по спорт и спортски активности во образованието. Присуствуваме на едно дружење каде што покажуваме дека спортот е еден од важните елементи кој што го надополнува семејното дружење, односно постојаното дружење на нашите најмлади сограѓани. Сакам и во оваа прилика да потсетам она што заеднички го направивме, дека се зголемија бројот на часовите по физичко воспитување во сите делови на образованието. Сакам да потсетам дека изградивме мощна јака инфраструктура, заради тоа што во последните години изградивме две спортски сали овде во основното училиште Никола Карев и во Оризари во основното училиште Крсте Петков Мисирков. Изградивме 6, односно дури 7 повеќе наменски игралишта заедно со Агенцијата за спорт и млади и овозможивме услови за спортување и на нашите постари, меѓутоа најповеќе на нашите најмлади сограѓани. Организиравме дружења и надпревари помеѓу нашите ученици, значи организиравме општински лиги во фудбал, во ракомет, во кошарка, во пинг-понг и организиравме го возобновивме пролетниот крос. Едноставно се грижиме да што е можно повеќе младите се посветат на спортот, а што помалку се посветат на оние други темни страни во животот кои што никој од семејството, никој од родителите не ги посакува. Само така можеме да ја воспитуваме нашата младина и само така можеме да одиме напред. Општина Кочани е пета општина во која се презентира проектот на Агенцијата за млади и спорт, со надеж дека истиот ќе биде промовиран и во останатите општини.